Зелената економија не е само обновливи извори енергетска ефикасност, туку многу важна улога има и граѓанинот. Во однос на тоа, значи граѓаните е многу важно се вклучат како prosumers, значи не како consumers, како што е досегашната и традиционална улога на граѓанинот да биде потрошувач, туку да биде и производител. Идејата и логиката на prosumers во енергетската транзиција значи да ако јас имам двор и во мојот двор си засадам патлиџан, пиперки и потоа по некој време можам да ги конзумирам, истата идеја е дека јас ако имам двор и куќа да си ставам соларни фотоволтаици на мојот кров и од производството на електрична енергија да можам не само да го користам тоа што ќе го произведам, значи теоретски да имам трошоци нула, туку и да го произведам вишок да можам да го продадам, како што и патлиџанот и пиперките би можел да отидам на пазар и да ги продадам. Значи идејата на граѓанинот да биде прозумер значи да државата дозволи да домакинствата и граѓаните не само како индивидуалци, него и се здружуваат во зграда, во населба, во кооператива. И каде што би ги генерирале сопствените потреби преку производство на електрична енергија. Тоа со новиот закон, како што се спомени, како што горе доле мислам да ги сите знаеме, на некој начин се либерализира и се дозволува на домакинството да произведува електрична енергија, но тоа што на нас не загрижува е дека е лимитирано на 4 киловати. Тоа е во ред дека идеме некој чекор напред, но во секој случај тоа само ќе задоволи нашите потреби, но се уште не е дозволено да може да го произведуваме повеќе од тоа, да се приклучиме на мрежата и да имаме некој плюс, односно да можеме да имаме и приходи од производство на електрична енергија. Значи со лимитирањето на домакинствата на 4 киловати тоа не е дозволено. Од друга страна, спомнав кооператива и кооперативата уште не е дорегулирана, односно што значи една кооператива, како што реков, една улица или една населба или зграда се договори да произведува за своите потреби, потенцијално и да продава, како што е во многу западни европски земји. Кај нас тоа се уште не е доуредено со правилник и со уредби. Значи го имаме законот, тоа се овозможува и има многу прашања околу формирањето на кооператива, здружување, дека пак станува збор за пари. Можеби јас лично ќе не можам, но ако се здружиме, ќе ни падне инвестицијата и ќе може да инвестираме. Ако се здружиме како граѓани, дали ќе може да користиме премиуми, како што другите бизниси би можеле да користат. Значи, сето тоа ние би сакале да се доуреди за да може навистина улогата на граѓаниот и на домакинства и на здружени домакинства да има некој порелевантна улога во енергетскиот систем, односно енергетската транзиција.